Председателе, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска на дневен ред на седницата предлог за нов член на владата, министер за локална самоуправа. Меѓутоа, она за што сакам да зборувам денеска се воглавно три тези кои што ќе сакам да ги докажам и да поразговараме за нив. Првото, дека предлогот за нов член на владата, министер за локална самоуправа, доаѓа од нелегитимен и компрометиран предлагач. Премиерот има позади себе позадина, има една афера со која што е поврзан и во моментот нема доволен легитимитет за да може да биде предлагач. Втората теза која што е значајна, уште со изјавата во самото експозе се забележува злонамерност. Внимавајте, овде во собранието кога председателот на влада предлага нов член на неговиот кабинет, ќе каже, цитирам, многу значаен ресор за нашите општини, кои за една година гледаме дека се наоѓаат во проблеми кои ги водат неспособни градоначалници. Политичка теза, неодржлива теза и ја укажува својата злонамерност на предлагачот уште во самото експозе. Нешто што кое вие не смеевте да си го дозволите, а парламентарното мнозинство, слушајќи ја волјата на народот, не смее истото да го дозволи и да го прифати. И третата теза е дека целосно неуспешна влада во целина не може да бара поддршка за нов член, туку треба да си даде оставка. И слушам вашите реплики кога велите зошто разговараме за владата во целина. Во самото експозе предлагачот ќе каже, кога зборуваме за нов предлог, треба да дебатираме и за работата на владата во целина. И тој предизвик го прифаќа. Да почнам од почеток. Немање легитимитет и компрометиран предлагач. Видовме дека председателот на влада, заедно со неговиот кум Ковачевски, ја формираат Пиксел Груп 5 месеци откако СДСМ прави влада. Оваа фирма, внимавајте, добива 4 исплати од Фонд за иновации во вкупна вредност од 4,32 милиони денари и државна помош во 8 исплати во вредност од 27,26 милиони денари. Прашањето кое што е клучно е следното. Премиерот кажа дека го повлекол својот основачки влог. Меѓутоа, треба да правиме разлика од влог и удел. Со влогот сте стекнале половина од уделот. Прашањето е, тој удел можете да го отстапите како поклон, да го поклоните на вашиот кум, или можете да го продадете. Според податоците во вашиот анкетен лист во периодот од 2020 имате на сметка 3,7 милиони денари. Прашањето е, дали тие 3,7 милиони денари се од продажбата на уделот во Пиксел Груп? Ако е тоа точно, тоа ќе значи дека вкупната вредност на Пиксел Груп во моментот кога вие се повлекувате изнесува 7,4 милиони денари. Ако е тоа точно, како може една компанија која што има вкупен имот од 7,4 милиони денари или 120.000 евра, да добива државна помош од 27 милиони денари и 4 милиони денари од Фонд за иновации и технолошки развој? Ова се сериозни прашања кои што премиерот и должи одговорност на јавноста, затоа што покрај тргување со влијание може да имате и затајување на данок. Знам дека се смеете, меѓутоа ова се пари на граѓаните. За секое ваше вложено евро, државата, односно владата, додала уште 4 до 5 евра на оваа инвестиција. Да зборуваме понатаму, ќе дојде време за суд, не грижете се. Така зборуваше и еден друг Кумашин, па еве го сега ваш генерален секретар, тој се знае каде е, меѓутоа не се знае каде е повеќе од 1,45 милиони евра. И тоа пари проневерени на граѓаните додека вие сте биле премиер. И за тоа и должите одговор на граѓаните. Како не сте знаеле дека 1,5 милион државни пари биле изнесени од вашиот генерален секретар? Да зборуваме за неколку работи.
за вашата програма и за нелегитимноста, затоа што ќе кажете дека од мнозинството произлегува легитимноста. Не, легитимноста е поврзана и со програмата. Каде е вашата програма и како ја реализирате вашата програма за работа на влада која што овде ни ја представивте? Таму рековте за периодот 2020-2024. Парламентарното мнозинство изразува својата силна, цитирам, од вашата програма, својата силна политичка волја за формирање на влада која ќе внесе нова енергија и решителност во создавање подинамичен економски раст. Каде ви е подинамичниот економски раст? Според податоци од Светска банка, економскиот раст е најнизок во Европа. Најнизок во Европа, 2,1%. Единствени држави кои што имаат помал економски раст од нас се Украина, Русија и Белорусија. Завојувани држави. Па видете вие колку ќе остваривте вашите заложби. Втората теза, која што без срам ја лиферувате во јавноста, а дека инфлацијата ни увезе. За да имаме увезена инфлација, најпрво треба да го погледнеме трговскиот биланс, со кои држави ни имаме размер. Според Државниот завод за статистика, надворешно-трговската размена на Република Македонија е најмногу со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија. Сите заедно има 10,9% инфлација. Додека Државниот завод за статистика ќе каже дека во Македонија бележи зголемување за 18,7% трошоците за живот. Каде е разликата при увозот и зголемувањето? Се знае, во неконзистентните економски политики и во корупцијата. Друг показател за кој што вие не сакате да го признаете, дека Македонија има најниска продуктивност на труд. Што ви укажува најниската продуктивност на труд во Македонија? Две работи. Дека државната помош која што сте доделувале на ваши блиски компании се троши ненаменски, дека парите од Фонд за иновации и технолошки развој се трошат ненаменски, и третиот показател е даночна евазија, односно неплаќање на данок. И тоа ви се индикатори на неуспешни политики и на последица на погрешно и криминално трошење на државната помош. Само да знаете дека имаме најмало остварување на даночни приходи во споредба со Европската Унија и Западен Балкан. Вкупните даночни приходи и социјални придонеси учествуваат со 38,4% во БДП на EU27, што е за 10,7% повеќе од она што се остварува во Македонија. А тој јас се продлабочува. Имавме најмало остварување на даночни приходи, кое што беше за 10,7% пониско, меѓутоа тоа со вашата влада се зголеми на дополнителни 16%. Каде е разликата? Разликата се крие во неконзистентните, неквалитетни економски политики и во скриената корупција. Во однос од земјите од Западен Балкан, убедливо имаме најмало остварување. Учеството на даночните приходи кај нас е најниско. Овде говоревте за златно правило дека капиталните расходи ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит. Го напуштивте тоа златно правило. Во вашата програма, цитирам, капиталните инвестиции ќе бидат генератор на јавната инвестициона потрошувачка. Заклучно со 12 овој месец, реализација на капитални расходи изнесува само 42%, 218 милиони евра, што уште еднашка говори за немањето на капацитет, на институционален капацитет на оваа влада која што интересираат само една работа, тоа е државна помош и државни тендери. Почитуван предлагач, секоја власт расипува апсолутната апсолутно. Време е да се охрабрите затоа што вие не сте биле на избори, да излеземе, да ги спротиставиме нашите аргументи. Време е да си дадете оставка, која што ќе повлече оставка на целата влада, како што го направи вашиот идеолог и оној кој што ви избра Заев. Време е да си отидете, да ги ослободите институциите, за конечно државните пари да се трошат за народот, а не за ваши фирми. Благодарам.